Земи. Фала. Со секој испушена цигара губиш најмалку 10 години од твојот живот. Ајде бре, Никола, не туку ми зборувај. Исти како мајка ти. Немој ова, немој она, немој вака, немој така. Па јас не мислам да живеам 100 години и што би правела јас 100 години овдека во Македонијава? Ник. Ник што? Јас сум Ник, а не Никола. Ова ти е едно од тие твоите амерички финти, а? Сега уште пиштол да ми извадиш и... Сум слушал многу приказни на стариот крај. Овде брзо се живе и брзо се умира, како на дивиот запад. Така само без пиштоли. Овде се умира без плата. И тоа секој месец си се помртов и помртов. Овде на рати се умира. Тетка Нада, како умре прадедо ми деспот? Кога тој умре, Шарпланина рикала од болка. Тетка Нада, Тетки да те бркаат. многу ми е жал што немам фотографија од тоа време со прадедо ми. Многу сум ти благодарен што ми раскажаш вакви приказни за него. Немој сега ти се да ишкрапаш во тој твој компјутер. Брат ми рече да не ти раскажувам крвави приказни. Во Америка никогаш не можеш да слушнеш крвава приказка. Лошо влијаат врз психиката на децата. Да, само на телевизија и во филмовите. Тоа се само измислици и забава, го лажат народот за пари. Да, Никола. Само таа лага на Балканот е реалност. Зошто се оцелиот е тоа? А зошто твоите родители заминаа за Америка? Па нормално, за побав живот. Убаво ќе беше и татко ми да останеше овде. Барем коските ќе му останеа овде во Македонијава. Како на деспот. Да. Под отоманската власт се живеело многу тешко. Тие живееле во еден воспоставен ред, знаеш. А еден од најубавите моменти било враќањето на стадата овци од Солунско поле. Тие таму престојувале во зимскиот период. А еден од најубавите моменти било тоа затоа што наговестувало многу месо, млеко, волна, како и за своите потреби, така и за продавање. А другите луѓе ја обработувале земјата. Цвето. Ти секогаш беше во право. Со тебе можев планина да поместам. Господ те зеде прерано, Цвето.
Стрико! Здраво, деспот. Дамјане. Здраво, Петре, и ти си тука. Седнете. Како си ми? Така е, со нивата, со Ама не мотиката. ти се сите овци на број. Чекај да погledам. Си одлетал некаде во младоста, повторно. Не, синко. Староста ме созеде. Не ми оди работата баш. Да го оставиме тоа. Кажете што има ново. Се вратија нашите од Солунско поле. Сега ми е срцето на место. Сега пак со нив ќе правите бели, ќе бистрите политика. Оти бре, Стрико, Бељи, види го сега. За него муабетот за слободата на Македонија е Беља, политика, така ли е? Не. Еми, нели слободата беше право на секој човек? Нели слободата е цел, така? Како беше она нашата? И ние имаме право да живееме како што живеат нашите душмани. Еј, деца. Ајде да поедеме во куќата. Да испиеме по една ракија за душа на тетка Цвета. Ајде, деца. Опа! Во тоа време имало вакви куки. Овде си ги обавувале сите работи и го крпеле животецов. Штета што тато не оби. Тој секогаш паѓа во несвест на вакви етноваријанти. Кој е тој Ѓуриш? Знаеш, турските запти ни го уништија целото семејство. А тој му беше како втор татко. Делеа се заедно. И добро, и лошо. Еве, деца. Ова е од лани. Ја нема тетка Цвета да ни направи салатата. Ајде бе, што ти фали тебе, види. Беше убави салата. Салата сега, патличанче, сиренце, ракичка, гозба. Шо? Да. Слушај, останахме само уште ние двајцата. Мене и на стрината Цвета Господ не ни подари дечиња, ама јас ти имам тебе. Јас без Цвета, а ти Бекрија, па да видиме до кај ќе ја дотераме. Не ја ставај главата в торба. Ке ни се сотре семето. Ајде. Ке ни се сотре семето. Ние имаме деца. Деца, имаме деца. Ама ред ли е, вре, Стрико, да живеат обесправени, а? Кажи ми, што ќе им оставиме на тие деца? Каква иднина? Тој што ја бара правината, нема да ја најде ако му е празно кесето. Ако е за пари, ќе најдеме. Да, ќе најдеме. Сите сме равноправни. Му рекло джуджето на джинот. И му ги дигнал чевлите. Ај на здраве. Да, на здраве. Оставиме тоа, ајде. За подобра иднина на За сите. подобра иднина, братче. Ајде, деца. Овците, кучињата и кожите се најубава музика за планина. Знаеш дека кога пристигнахме, срцето ми затрепери. Па и мене ми затрепери, Стојане. 6 месеци долу по Солунското поле, без семејство, долг период. И знаеш ли дека оваа година Солун ми се стори многу далеку? Мој Димитрија. Планините и полињата си остануваат исти. Само ние се менуваме. Старееме, Димитрија. Секој Господов ден ни е се потешко и потешко.
пушти ме Онуфрија да си оди дома во Новаќе. Дека поседи неколку дена и за 10 дена пак да се врати. Онуфрија е способен човек. Трговецот Јоргос од Катерини го убедуваше да работи за него. Мисле дека Гркот ти ни го лапне. Ама Онуфрија си е верен и врзан за своето семејство. Знаеш дека за Онуфрија зборот си е збор? Тој што ќе плукне, не го лиже. ме држеше на нишан, а вториот собра 20 овци. Најубавите ги бираше бе мамичето негово. Ми рече, за сега вели, само толку. А кога ќе минете повторно кон Солунско поле, ќе земат уште. Шарко им се спротистави, а тој што ме држеше на нишан го застрела. Душата ни ја извадија. Со тие арами треба да се расчистиме еднаш за секогаш. Можеш да го опишеш? Како да го заборавам? Нема да го заборавам цел живот. Цел живот. Не, бе, не се крија, бе, мамичето нивно, бе. Се однесува како планината да е нивна. Онуфрија, оди долу во селото. Најди го попот Серафим и раскажи му се. Тој е сигурно в црква. Тој знае што треба да се прави. За сега не смееме да ги гониме. Треба добро да размислиме, да им вратиме, ама да не ни направат некој нов зул. Ама оче, ама јас мислев дека ќе ни речеш веднаш да ги гониме и да ги фатиме те арами и да ги вратиме овците назад. Не, чекај, смири се, одмори се малку. Се во свое време. Значи попот Серафим ги собрал Деспот, Дамјан, Пере и Ѓоруш и веднаш заминале за Бачило, мислејќи дека ќе ги стасат арамиите и ќе ги спасат овците. Значи, ќе ги стасат арамиите и ќе ги искашат од Кјотек. Постојат 3 вида на непријатели. Непријател, пријател на непријателот и непријател на пријателот. Прадедо ми решил да го сардиса заедничкиот непријател на него на неговите пријатели. Да. И веднаш се собрале пред Бачило. Не бива така. Најпрви мора да се наоружаме. Да. Да нападнеме патрола запти, да им ги земеме ножевите и пиштолите за борба од близу и добри пушки за борба од далеку. Така е. И јас идам со вас. Ајде се, уште ти ни фалиш. Зошто? Малку ли сме ние? Види ка се. Абре, стар си, море. Боле. Планиниве се веќе претешки за тебе. Ја, и што да правам, да седам дома, да плетам чорапи? Море, тврда глава, бре. Такви сме сите, цела семејство. Мислам дека е потребно веднаш да тргнете на Шарпланина. Ќе јавам во Сетоле нашите да го подготват Бачилото на плоча. Така е, оче. А оние што не ограбија, ќе ни дојдат на нишан. Кога тогаш? А
Кучето што се навикнало да се врти на коленја прасе, повторно ќе ни дојде тука. Така е. Оче Серафиме, ние одиме на кај Шарпланина, а ти јави се кај нас дома да знаат каде сме. Не грижете се. Ајде со здравие и чувајте ги главите. Со здравје. Уште дождот ни фалеше. Дождот кај нас е благодет. Значи, тие се подготвиле за заминување од Сува гора на кај Шарпланина. А патем ги обавестиле сите овчари да внимават на овците од ограбување. Значи, Деспот и дружината не влегле веднаш во борба со арамеите. Тој својата сила и ум ги покажувал малку на покултурен начин. Така пријателите и непријателите знаеле со каков човек си имаат работа. Не те разбирам. Па не бил така суров како Христе. Тој Христо бил некултурен. Не е вистина. Тој бил паметно и вредно момче. И сурово бил. Тој бил влюбен и сакал да се жени. И затоа убивал? Не бре, Никола. Ке се обидам да ти објаснам. Па, нели овој бил суров убиец? Што се случило со Деспот и дружината? Кога патувале со овците над Сетоле, имало многу голема група на луѓе. И тука застанале да гледат борби. Имало борби со борачи. А публиката била многу страствена, многу гласно навивала. Борачи во планина? Пеливани. Тоа се борачи кои што се борат меѓу себе, а претходно се мачкаат со зејтин. Знаеш, вака застануваат. И тука Деспот и Онуфија застанали и ги гледале борбите. Победникот се врти на кај публиката и напрегнатите мускули ги мачка со зејтин. И потоа се удира по бедрата и така се прчи како петел пред кокошки. Ајде, народе! Овој овдека досега никој на плеќи не го соборил. Ајде, народе, сите пари ги давам на овој кој ќе му излезе на Мегдан. Ајде, народе, има ли некој газ на овој да му излезе овде? Може ли јас? Опа. Не знам дали имам газ, ама за борење мислам дека треба срце. Опа, кој си попа ти? Никој ништо. Обичен борач. Еве, сакам да се обложам за сите мои пари, во замена за сите твои пари. И за парите на сите овде присутните, што ќе се обложат на противникот. Нека е така? Имам еден услов. За моите пари сам се борам. Алал, нека ти. Совлечи го гончат. На овен што не може сам да си ја носи својата волна, не му следува овца.
Деспоте, побрзе. Не чекаат веќе. Деспот? Пошто не кажа човекот дека си деспот да не ги губам парите бадијала? Конјот пофали си го наутро. Синот, кога ќе му порасне брада, себе си никогаш. Сакаш сокче? Не. И така, селаните што ја следеле борбата, едно време почнале да шушкаат и да викаат деспот, деспот. А борачот што изгубил, им рекол на селаните дека му е чест да изгубе еден таков борач каков што е деспот. И после? И после се вратиле кај овците и стигнале на Плоча. Пак запали цигара. Значи ме отру. А ти гледам, многу грижливо ги запишуваш сите информации што ти ги кажувам. Како ќе се снајдеш од толку многу информации? Па, спомениве се како решето. Големите ќе ги чувам, а малите ќе ги оставам да памат. Добро. Во тоа време се градело Тетовското кале. Оп. Ало? Бате. Кај си бе, бате? Да. Добри сме. Да. Со Никола му држам часови по историја. Да. Па со мене се постаро бе, бате, знаеш. Работа не можам да најдам и тепам време. Ке биде и мажечка. Чекај бе, бате, прво работа да најдам, па после за мажечка. Да, ке биде. Так, еве ти го Никола. Ајде. Здраво, тато, како си? Добри сте? Ништо, тетка Нада ме шета и ме и раскажува се за прадедот деспот. Сега моментно, па го градиме калето на Балтепе. Не, ништо не ми треба. Чао, поздравија мама. Вели, никако да не идеме во опасните региони. Како да не? Па во Детроит е поопасно. Ајде, и тој претерува. Калето го градил Абдурахман Паша? Не. Во тоа време главен мајстор бил мајстор Ѓоргија Тасевски од Тресонче. Тој често се среќавал со Пашата. Да ти се честити деновите и делата, Паша. Тешекир. Работата добро напредува. Калето ќе го изградиме така добро што мереме ќе треба му правиш дури по 200 години. Ако бе, Ѓорѓе, ако. Само види вамо. Кога по 200 години ќе му правам меремет на калето, тебе повторно ќе те викнам. Честити, Паша, главна мака е водата. Ако не најдеме доволно вода, без неа мафни е работата. Онаа што ја носиме од село. Со неа не може брзо да се гради. Види, ќе поставиме цевкин и ќе ја донесеме водата од околните планини. Од изворот Бистра. Вода од врвот Орловец. Вода ќе има. Ако треба, дури од Истанбул ќе ја донесам. А црквата среде калето нека остане. Со вашиот Господ не сакам да имам работа. Како кажувате,
тие што ќе удрат копач на црквата, веднаш умираат. Вакво место за кале нема никаде. Одовде пашалукот ќе можам најдобро да го чувам. Сега ги правиме зидовите, паша. Бигорот од Реканскиот крај е многу убав, ама ќе ни требаат уште јајца и вар. Знам. И тоа ќе дојде. Знам дека со јајца и со вар најдобро се врзуваат камејата. Сега гледам дека добро сум направил што те зедов тебе за мајстор. И јас кажав тогаш, паша, ако ми ја доверите мене работата, прво ќе направам ќенев. Тоа беше пресудно. Сите тие што велеа дека прво треба да се направат сводовите околу, безбели беа во право. Исто така како и оние што велеа дека прво треба да ми биде иззидан сарајот. Ама што ќе ми е сето тоа, ако се наоколу е бербат, нели? Види вам, сега јас ќе слезам долу, а ти ако имаш некој зорт, ако нешто ти затребан, јави му се Хасан бей, тој знае кај да ме најдем, а јас пак ќе дојдам. Не ме држи срцето да останам, да седам долу, кога одовде пашалукот не е многу поубав. Тетка Нада, како тоа ти не си мажена, носиш бурма? Ајде гледај си работа. Абдурахман Паша се качува на својот пајтон и тргнува по макадамскиот пат удолу кон Тетова. Неговиот пајтон се сретнува со една колона од натоварени запрежни коли и маски, кои што го пренесуваат камениот Бигор. Во таа колона бил и Христе. Тој што ја сакал кате за жена? Да. Христе, одејќи така во колоната со својата мазга натоварена со камен Бигор, удира пред него една друга мазга. Таа мазга прави еден општ хаос. Една голема мешаница, камењата се распослале по патот и Абдурахман Паша застанува долу таму кај свиокот и од далечина ја посматра целата ситуација. Еден од заптиите се стрчува и почнува да го тепа Христе. Море, ѓаурче, направам пастрава од тебе. Сега сам да си го собереш каменот, инаку ќе те убијам. Слушај, доволно беше. Тргни се од мен, инаку со овие две раце ќе ти го исечам брконот. Јас овде со Божја милост, а ти мене со кубур. Сус бе, ѓаурче, те убијам. Сус! Фатете го ѓаурот, не смее да побегне. Фатете го, држте го. Што ќе рече народот после ваков настан? Беше клер, безеве клер, магарија. Фатете го ѓаурот. Гина турци од ѓаурски раце. Фатете го ѓаурот, не смее да побегне. Христе видел дека е во голема опасност и веднаш избегал во блиската шума. А другите македонци не го бранеле? Па кај можат да го бранат со голи раце против пушки? Од Лавчанската корија тој веднаш се упатил кон врвовите на Шарпланина. Кај Деспот? Од каде знаеш? Магија. Пред бачилото на Плоча, тука Христе се онесвестува. А Стојан го следел лавежот на кучињата и го нашол. Го нашол, го одвел во бачилото, го нахранил, а Деспот подоцна дознал.
Деспот и попот Серафим дошле во Тетово. Попот Серафим влегол во црквата Свети Димитрија кај гробиштата во Тетово, а деспот пак влегол во тетовските стари маала. Во таа црква работа попот секула? Да, тој бил познат добротвор. Тој им помагал на сите што биле во неволја. Ајде, оче Серафиме, одамна не се имаме видено. Секоја средба со тебе е големо задоволство. Добар ден, оче Секула. Како си? Што има ново? Доаѓаат убави вести од манастирот во Лешок. Отецот Кирил Пејчиновиќ од Теарце на добар пат е целосно да го обнови манастирот Свети Атанасије во Лешок. Со милост Господова ќе дојде време на 28 август наредната година таму да ја прославиме голема Богородица. Дај Боже, дај Боже. Тоа многу ќе го збогати духовниот живот на македонскиот народ. Големо светилиште стана во манастирот во Лешок. Духот на Свети Атанасија по котлинава Богот многу е раширен. Да, оче, така е. Туку, јас дојдов да те прашам нешто друго. Кажи, оче. Со волја Господова дојдов да те замолам за една работа. Знаеш, јас сум работел во сите места во котлинава, ама во Тетово не сум работел и не ги познавам луѓето. Дали познаваш некој млад човек по име Христе? Од 2 Бреста, татко му бил Чурчија, колку што успеав да разберам. Да, го познавам. Татко му е Чурчијата Трпко. Христе преку ноќ стана јунак. Насекаде се зборува за него. Да знаеш, деспот доби храбар човек за сопатник. Па ти се си знал. Јас мислев дека турците ја кријат вистината. Внимаваме на неговото семејство, но како да ги засолниме и да ги спасиме од одмазда, се уште е прашање. Знаеме дека Христе е невин. Размислувам да барам помош од рускиот конзул во Битола, а тој ќе ги алармира и другите дипломати. Одлично.
Само немој да заборавиш да му однесеш тетовски граф и јаболка. Знаеш, на времето со тетовски граф и јаболка, со сандаци се одобровувал султанот во Стамбул. Се разбира. Кога вече сме кај гравот, ајде кај мене на ручек. Попадијата ќе биде среќна да те удостои. Денес да биеш мој гост. Па тоа не можам да го одбијам. Знаеш како не учеа? Кога даваш молчи, кога земаш зборувај. Еве, донесов пари за семејството на Христе. Нека им се најде за секојте ни потреби. Добро, че. Аир ли е работа? Аир да имаш. Пробај, слободно. Не се за мене. Слушам, имало некој Ефрем во чаршијава, правил најубави налани. Ја, мајка. Пака се зборува. Не сум знаел дека се зборува за наланджи. Зашто вре да не се зборува? Јас мислев дека наланджиството ти е модерен занет. Не, денес е модерно да си терзија абаджија. Денес само се зборува за убиства, за плячки, силувања, грабежи. Значи ти викаш, нема таков човек во чаршијава? Не знам. Може би знам, може би не знам. Добро. Тоа значи Христе ми го кажал погрешно името на човекот. Рече Христе. Го знаеш ли? Не знам. Може би го знам, може би не. А Кате? Може би. Епа слушај сега. Ако може би ја видиш Кате, кажи дека може би Христе е насигурно и дека може би ќе се видат во може би месец мај. Може би. Договорено. А може би многу се сакаат. Може би, ако даде Господ, пак ќе бидат заедно. Може би. Ајде со здравие. Со здравие. Штета што нема да го види Христе. Кате секоја вечер ќе плаче за него. Па такво било времето. Како тоа деспот познат, а од ето никој не го препознал? Знаеш зошто не се криел деспот? Затоа што никој всушност не знал како тој изгледа. Никогаш не се борил со пушка јавно? Прадедот ти применувал пасивна борба. Со тоа им давал храброст на обичните луѓе, на оние што сакале да се борат, а немале пушки. И потоа заминал во планината? Да. Потоа се собрале сите, си ги поделиле обврските, печеле јагниња и пиеле вино. А Христе? Разделбата на Христе од најмилите му паднала многу тешко. Сакал да биде сам. Како е, Христе? Деспот. Се навикнали на овчарскиот живот? Да ти кажам искрено, мислам да слезам долу во градот и да се преведам. Одлично. Така ќе им овозможиш на турците со твојата глава да го плашат народот. А
Што има ново? Твоите се добри. Им рековме да не избегуваат од дома без потреба. Кате знае каде се. Ти праќаме, Амер, кога ќе можеме, преку Ефрем. Фала му на Господа за тоа. Рускиот конзул ќе дознае за тебе. Рускиот конзул? Во Битола? Ма што рускиот конзул? Цела Европа ќе дознае за тебе. Преку тебе ќе видат дека македонците се борат за својата слобода. На земја ви се потребни јунаци како тебе. А ти си поголем јунак од мене. Јас никогаш не сум убил турчин. Ти си тој што го направи тоа. Ти си тој што отвори нова страница во македонската историја. И сега нема враќање. Од сега натаму ќе има крв. Ќе има крв. На двете страни. На сите страни. Ако треба. Мислам дека е време да каснеме нешто. Само да не јадеме јагнешко. А и време, мајката. Треба да се напиеме по едно чајче, за да не згрее. Ке јадеме леп, сирење, че. Здрава храна за 21 век. Да, така е. И овчо сирење. Ме. А, бре, Никола. Канада. Кај го одбра баш овој ден за джогинг? И да врне и да вее, и буре да коси овчарот со себе, овците мора да ги носи. Да ти кажам една работа. Лидија многу критикува, ама за една работа секојаш е во право. Здравието е најскапата работа на светот. Да. Кај нас милионерите во Америка сакаат да си купат здравје со пари. А мајка ми секогаш прави шеги на нивна сметка. Со пластична операција можеш да им го изменат ликот. Да не личат на себе. Како Майкл Джексон. Чекај да застанеме малку да земам душа. Пушењето е штетно по здравјето. Да, ама зависи кој тутун. Прадедот ти пушел како фабрички оджак, а планините ги шетал како елен. Па јадел здрава храна, пешеча и подолго време останале во Велес? Да, подготвувале сирење за продажба, а потоа се упатиле во Солун. Долг пат.
Прадедо ми бил верен? Потоа се оженил со Стојанка. Се оженил? Па нормално. Инаку ќе не немаше ниту мене, ниту тебе. Веле се голем град. Не верувам дека тајната чува долго време. Сите дознале дури на свадбата. Тоа било лудница. Јаделе, пиеле, до безсвест. 3 дена не се трезнеле. Знаеш што? Ако треба да бирам кој ден во мојот живот е најубав, би го избрал овој. До кога ќе живееме вака, разделени? Чекањето и неизвестноста ќе ме убијат. Еве сега ќе го продадеме сирењево, ќе купиме оружје, се ќе биде само полека. А јас, како ќе живеам без тебе? Може ли таа борба да причека или да започне без тебе? Па и ти на некој начин ја помагаш борбата. Нели си ми жена? А женскава рака е незаменлива. Машката рака е незаменлива. И што станало после? Потоа Димитрија и Стојан заминале за Солун кај чорбаджи Теодос да направат договор за продажбата на сирењето. Мислев на Деспот и Стојанка. А тие некое време јаделе мет и лешници. Лешници? Па да. И тоа е дел од животот. Ова морам да го запишам. Од тука почнува приказната за Солун.
Во тоа време, исто како и денес, Солун бил голем град. Сите од тајфата се растрчале на разни страни од градот, а Деспот и Христе останале заедно. Секој чекор доцом. Ова е Божја убавина. Штета што Кате не е со мене. Убава е оваа наша Македонија. Гледаш ли Беаскуле, Христе? Овде се затворени голем број македонски синови. Тука. Тука страдале и се уште страдаат голем број слободоумни луѓе. И тоа зашто? За ништо. Без судење. Само по правдата на силата. А да одиме одовде да не ме откријат. Внатре има многу поопасни луѓе за империјата од тебе. Ајде па ти не грижи се, овде не ми е познат твојот случај. А ќе одиме ли кај тетка Елефтерија? Теткин на бате. Ќе одиме. Ќе видиш како ќе не пречи. Овде се наоѓа еден од столбовите на нашето револуционерно движење. Па не ли ти рече Македонија колку убава земја била? Ова е една од нејзините убавиња. Да, ама Деспот па женеци, а јас сум верен на Кате, како ќе им излеземе пред очи? Елефтерија!
Pa kade si mi ubavice moje? Kir Despot! Какво изненадување! Како си ми? Добро. Овој јунак овде е Христе. Дојде ни овде на одмор. Сака малку подлабоко да се запознае со природните убавини на солунчанките. Елени! Елени, ела. Ова е Христе. Здраво. Да? Леле. Ајде, појдете горе, во дајата, да. Христе, Ајде. ама јас... Соблечи ги бечвите, ќе ја гребеш многу. А ние да појдеме во мојата одаја, важи? Се беше вред. Не се сомневам кога си ти во прашање. Имаш ли некој проблем? Не, немаш. Еве ти ги парите. И ти кажам право, нашите луѓе беа многу дарежливи. А ако сакаш повеќе, следниот пат можеш повторно да дојдеш. Браво бе, убавице. Ете, сега конечно ќе можеме да почнеме да купуваме оружје. А тоа што недостасува ќе го надоместам јас. Знаеш, со борби, па најдјури. И ваквите како мене имат срце и душа. Многу се надевам во вашата слобода. А се надевам дека и жените како мене ќе си најдат попристојна работа. Сакам да ги затворите јавните куќи. Немој. Вистински слободен човек е само оној што може да се совлада себе си. Деспот бил чесен човек. И не ја излажал Стојанка. И заедно со Христе се вратиле кај овците. Точка. Во меѓувреме во Тетово имало проблеми. Добар ден, мајсторе. Добар ден, очо, како сте? Ти си Ефрем? Може би. Си ме барал. Кажи што е. Се случи голема несреќа, оче. Го убие братот на Риста. Аман бе. Бог да го прости. Како загинал кутриот? Го намамиле на пазарот. Некој предавник го препознал, почнал да вика, му стрелале зад грб. А зошто излегувал кога му беше речено да не излегува од дома? Не можел да издржи очиот затворен. Велел дека му треба слободата. Треба да внимавате. Ќе има уште многу жртви. Смртта го уништува духот на живите. Оче, и ние за најчиите сакаме да се приклучиме на комитската дружина на Риста и Деспот. Ќе ви биде јавено кога ќе дојде време за вшума. Не брзајте. Немојте да им нанесувате болка на вашите родители. Не станувате дивеч за одстрел. Конзулите во Битола ќе не заштитуваат. Ќе побарам помош од суваријата во Призрак. Слобода или смрт? Слобода или смрт. На Христе мора да му било многу тешко. Судбина. Ти забележа ли нешто денеска? Да. Автомобилот го возиш како тракторче. Не. Денеска цел ден немам запалено ниту една цигара. Браво. Значи одбрав живот наместо смрт. Не. Одбрав слобода и здрав живот наместо смрт. Браво, бе, Тито. Се гледа дека во тебе тече конска крв. Абе ти узото го пиеш со грчка салата или со шопска? Тето, ти како да си играш шах со животот? Еј, одлична идеја. Ајде сега ќе одиграме една партија. Не можам да сватам како може наши да го предадат. Ќе си го добијат тоа кодошите. Во секоја нива има плевел, Христе. Во секоја. Морам да се видам со моите родители. Само не знам како ќе им се појавам пред очи.
Не си ти виновен за неговата смрт. Еј, деспот, ова нека не влијае на тебе. Ти бори се на надпреварот. Ветено му е на чорбаджи Теодос. Кој му ветил? Никому ништо не сум му ветил лично. Ќе има други борби, други панаѓори. Сега ќе дојдам со тебе. Да ти правам друштво. Патем ќе се видам и со Стојанка. Кате. Ќе кажам на Кате дека ништо не сум имал со ниедна жена во Солун. Ќе кажам и тоа дека таму жените се борат на еден поинаков начин, собираат пари за оружје. Да. Добро. Овие пари ќе ги однесеш во Тетово. Значи, го фаќам вака, па вака и оп, тој паѓа на земјата. Лесно е. Аксел! Никаде го нема. Аксел! Аксел! Никаде го нема. Аксел! Аксел! Фаќа вака. Да не види едно кученце црнко, со точки, ми избега. Си требала да го заврзеш. Без каиш, секогаш ми бега. Ексел на англиски значи секира. А ти што правиш овде? Гледам вежбаш нека кинеска вештина. Да, вежбам вештина. Како пеливан. Како што? Како борач од старо време. Прадедо ми бил пеливан. А тој е нешто како голема фаца? Тој ги пренесува овците од Тетовско во Солунско. Се борал за слобода на Македонија. Со овци? Со овци и оружје. Имал дружина. Комитска? Па тој се борал на сите надпревари и секогаш победува. Како да е Робин Худ. Аксел! Аксел! Никаде го нема. Имало многу жртви, како братот на Христа. Прадедо ми бил многу силен. Немој премногу да дуваш во балонот. Ќе пукне. Овој? Никако. А ти од каде си? Имаш некој чуден акцент. Од Америка, од Детройт. Јас најмногу сакам да доаѓам на одмор во Македонија. Ти имаш некого во Америка? Не, има луѓе од нашата фамилија во Австралија. Блазе си ти. Таму, во Америка, мора да е многу убаво. Широки улици, осветлени излози, рај. Во секој рај можеш да најдеш и змија. Удиш в црква? Да, тоа кај нас обичај. Секоја недела. Убав обичај. Тоа ја смирува душата. Аксел! Аксел! Никаде го нема. О, здраво, Никола! Здраво, тето. Тетки да те бркаат. Здраво, јас сум Нада. Мило ми е, јас сум Маја. Ова е мојот колега од Заводот за вработување. Јас сум Јован. Заедно чекаме ред. Здраво. Здраво. Успеавте да ги продадете сите јајца? Денеска имавме многу успешен ден. Затоа и брзо се вративме од Белинбегово. Внука на деспота продава јајца. Од работа срамување нема. Што се случило со деспот? Се вратиле во Тетово заедно со Христа. Попат ги нападнале двајца арамии. Истите тие арамии што му ги украле овците на овчарчето Коле. Едниот од нив случајно се издал. Им рекол: "Лани ви рековме дека ќе ви зимаме помалку од овците, а овој пат ќе ви наплатиме за минувањето. Кај се овците, море?" Деспот почнал да чкрта со забите. А Христе ни 5, ни 6 го извадил пистолот, бам, и директно в чело. Пупунец арамијата паднал. А деспот на другиот му го свртил
братчето. Го погодил право в чело, како Шварценегер. Да, така безбедно преку Велес стигнале во Тетово. А Деспот се видел со Стојанка. Го загуби в куќата. Црно-бел пес. А Аксел? Не сме го видели. Не сме го видели. Во Тетово се собрала старата дружина. Цела приказна имам во компјутер. Те поздрави Стојанка од мене. Се разбира дека ја поздравив, поче. Кажи ми ти парите дали ти стаса? За сега се доволно. Оружјето го е од Сокривцак. Чудо невидено. Поп што купува оружје. Попе, каков беше погребот на брат ми? Тој е цело Тетово. Мајка ти и татко ти беа скршени од болка. Со поп секува. Ко погребавме со сите христијански обичаи и почести. Јас сум виновен за неговата смрт. За животот и смртта само Господ решава. Се чувствува како да погребуваат двајца, бидејќи ти немаш. Ја купи во Солун. За Кате. Типо со Станоков слези во градот. И кажи дека Христе рекол, ако најде добра прилика, нека се омажи за друг. Не сакам да свене како цвет. Ајде бре, Христе, па и ти не претервај. Извини, ама се што имаш сам ке си кажеш. Ако слезам долу во Тетово, ќе ме убијат. Никој не знае што носи утрото, што носи денот. Колку е тажно. Како Роме и Јулија. Многу се сакале. Ние тука зборуваме за револуционелна борба, а вие ми кажувате приказни како да сме во нека мексиканска серија. Многу е жално да копнеш по нешто, а да не можеш да го добиеш. Ако се бориш доволно упорно, ќе успееш. Деспот Малек, остави ме да завршам. Јас не се согласувам да одиш на тој надпревар. Тоа е чиста лудост. Ќе има пеливани од целата Турска империја. Ова е мој терен, јас сум овде на некој начин како домаќин. Ти си единствениот македонец борец. Нема да дозволат да победиш. Слушај ме добро. Никој од нашата дружина не сме да се качи горе. Калето е затворен простор, може да паднат во стапица. Ризикот ќе биде само мој. Лудост, лудост, лудост. Лудоста и храброста попе често одат заедно. Ти го ризикуваш животот за оние што немаат храброст да се борат за својата слобода. А нели го палиме светлото само за оние што сакаат да гледаат?
Ќе имаш дете, деспот, Стојанка е трудна. Кој ќе се грижи за нив? Ќе имам дете. Ќе биде син. Ќе се вика Никола. А ти престани да ковиш. Не зборувај за мене кога да сум умрел, мајката. Господ нека ти е на помош. Јунаците кога се борат не мислат на смрт, мислат само на победа. Жените на јунаците перат крвави кошули, нивните деца најмногу плачат. Храброста е половина победа. Не можеш со нив, деспоте. Некој мора да им се спротивстави. Оче, јави му на Господ. Аксел! Аксел! Никаде го нема. И деспот отишол да се бори? Да. Во тоа време во Калето се одвивал турнирот. Таму биле сите борби. Абдурахман Паша и неговите следбеници го завземале централното место. Тука се собирал многу голем број на народ. Многу раја. Се правеле кругови и во секој следен круг седнувале и победниците. А деспот? Деспот станал многу омилен после неколку победи. После неколку победи, кога тој ќе излезел во боралиштето со своето кожувче, рајата, народов почнале да викаат, да скандираат деспот, деспот, и турци, и наши. И турци? И турци, да. Турците знаат да ги ценат добрите борачи. А Абдурахман Паша? И тој, ама се до финалето. Кога дошло финалето, Абдурахман Паша малку се замислил. Деспот требало да се бори со еден борач од Мала Азија. И кога имал изгледи да победи деспот, Абдурахман Паша малку се замислил како тоа толку муслимански борачи да изгубат од еден христијански борач. Таа поразителна вест многу брзо ќе се шири низ рајата, а тоа значало охрабрување на рајата и дека еден мал народ има голема сила.
Покрај наградата во злато заслужуваш и почит за борбата што ја покажа. Од каде си? Од нашиот крај. Од селата под Жеден. До сега немам слушнато за тебе. А гледам, многумина овде те познаваат од порано. Да ги познаваш другите не е баш некој знаење. Многу поголема мудрост е да се познаваш себе си. Да, така. Ајде, оди сега, освежи се, па дојди. После на преворот ќе има голема козма. Да сме живи и здрави.
Земеник. Сакаш? Не, фала. Го бришеме правот од минатото за да имаме чиста иднина. Приказните за храброста само покажаа колку е нежен правот на заборавот. Големите јунаци и нивните храбри дела не се забораваат. Што станало со пашата? Сувариите од Призрен го апсиле и Аскерот го одвел во прогонство во Анадолија. Тоа е време на полунезависните паши од султановата власт. Султанот ги совладал зашто не е возможно и владателите на пашалуците да бидат мали султани. А пред да излезе од калето, тој ја изрекол неговата позната изјава. Ти, водо, дојде, ама јас си отидов. Наместо на луѓето, тој се обратил на водата. Него со сите. А што се случило со останатите? Димитрија, Ѓоруш, Коле Стојан? Подготовките за оружено востание продолжиле. Некои од нив станале комити и се преселиле в шума. А, значи така се станувало комита. Дечки, не сакам да пречам, но време е за новата пратка јајца од Белимбегово. Ник, доаѓаш со нас? Никола. Молам, не те слушнав. Јас сум Никола, а не Ник. Добро, сега доаѓаш или не? Не, ќе одам да го побарам Аксел. Пријатно, и ако го сретнете Аксел, ве молам, донесите ми го овде. Важи? Важи. Чао. Чао. Аксел! Аксел! Сега ќе барам игла во пласт сено. Имаш нешто скинато? Да не треба да се шие? Тешко ќе го најдеме куче во огромниот парк. Барањето на игла во пласт сено само се вели кога бараш нешто мало, а драгоцено. Како да бараш златно зрно во песок. Како, например, во големиот куп на Европа и светот, да ја бараш Македонија. Да, така некако. Каде овој Аксел? Аксел! 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 Каде ли отиде? Никаде го нема. Аксел! Аксел! Каде ли? Аксел! Ексел на англиски значи секира. Аксел! Аксел!
Здраво.